Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Сите мои Facebook пријатели, сите мои роднини и пријатели широм светот, ве поздравувам по повод воскресението на нашиот Господ Исус Христос и со поздравот Христос воскресе. Почитувани, воскресението на Господ Исус Христос е важно од неколку причини. Прво, тоа сведочи за неизмерната Божја сила и моќ. Оти да се верува во воскресението, значи да се верува во Бога како содржител и создател на светот и на животот. Преку воскресението Бог не подсетува на неговата апсолутна моќ над животот, а и над смртта. Само оној што го создал животот може да воскресне мртви. Второ, воскресението на Господ Исус Христос е доказ за можноста за воскресение на човечки суштества, што е основно пак учење на нашата христијанска вера. Христијанството има основач, кој ја надминува смртта и ветува дека неговите следбеници можат да го сторат истото, односно и ние да воскреснеме. Како верни чеда на верата Христова, ние се тешиме со фактот дека нашиот Бог стана човек, умре на крстот заради нас луѓето и воскресна во третиот ден после погребението. Но гробот не можеше да го задржи. Он излезе од гробот, оживе и сега е се уште жив и седи од десната страна на Бога Отца на небесата. Светиот апостол Павле, пишувајќи им на коринтијаните, вели: залудна ќе беше нашата вера и нашата проповед ако Христос не воскресна. На воскресението Христово се темели нашата вера во Бога. Ниту една друга религија не нуди такво чудо, но не нуди ниту таква иднина. Светиот апостол Павле исто така на Солуњаните им пишува: воскресението е триумфална и славна победа. Зошто воскресението на Господ Исус Христос е важно за спасението на луѓето и денеска? Тоа покажува дека Бог ја прифатил Исусовата жртва за нас. Тоа докажува дека Бог има моќ да не воскресне од мртвите и нас. Тоа гарантира дека верниците во Христа нема да останат мртви, туку ќе воскреснат во вечен живот. Ова е нашата благословена надеж и во таа треба силно да веруваме. Но дали го правиме тоа така? За жал, мораме да кажеме дека не. Воскресението Христово се уште ги вознемирува чувствата на мнозина луѓе, но и кај дури и оние од христијанска вероисповед. Сведоци сме дека денес во светот, наместо мир, владее немир и силни војни. Наместо љубов, царува омразата, кавгите, непријателствата, лутината, гневот и слично. И денес чувствуваме дека човек на човекот е волк. Дали со тоа се намалува важноста на Христовото воскресение? Не, тоа никако. Тоа не е слабост на верата, туку слабост на луѓето и плод на нашата слободна волја дадена од Бога. Христос никому на сила не се наметнува и никому не врши притисок. Ние денес имаме се. Живееме убав и луксузен живот, но сепак чувствуваме немир во душата. Чувствуваме дека нешто ни недостига. А што е тоа што не прави немирни? Што е тоа што ни го нарушува внатрешниот душевен мир? Тоа е поради отсутноста на верата во Бога,
затоа што не дозволуваме Христос да воскресне во нас самите. Се уште ја држиме вратата на нашите срца затворена, иако Христос постојано чука и бара да му отвориме. Се уште не го прифаќаме законот по кој Христос ни заповеда да живееме. Верата ја практикуваме како традиција, а не како убедување. Празникот Великден го знаеме само поради обичаите и поради богатите трпези. Но суштината на празникот не ја знаеме. За да го постигнеме тоа, неопходно е преумување или согласно живење по упатствата на Господа Христа, а тоа е мир, љубов, трпение, меѓусебно проштевање. Дај Боже да биде така. На крајот уште еднаш ве поздравувам со најрадосниот великденски поздрав Христос воскресе. Честит и благословен ден Великден. Амин.